Денес заедно со председателот на владата, со директорот на Бирото за јавна безбедност и со останатиот тим од Министерството за внатрешни работи, имаме прилика да ги видиме овие 40 тона конфискувани, првично одземени марихуана, кои што ги најдовме во рамки на првичната фаза од истрагата која што е спроведена. Станува збор за марихуана која што е констатирана од страна на комисијата при Министерството за здравство дека е произведувана, складирана, чувана и така натаму надвор од оние утврдени протоколи врз основа на кои што требало да биде спроведена целокупната постапка. Значи незаконски е истата третирана од страна на фирмите од каде што беше одземена, така што истата ја складиравме привремено во рамки на простории на Министерството за внатрешни работи се со цел да биде искористена понатаму во рамки на доказната постапка. Продолжуваме со сите потребни активности во делот на истрагата која што ја водиме заедно со обвинителството за организиран криминал и со останатите обвинителства низ Македонија кои што беа вклучени во рамки на овој процес. Се превземаат сите оние потребни чекори за да може да ја утврдиме фактичката состојба и да го расветлиме овој случај. Нажалост, оние последици од минатото на негрижа и катастрофален однос како во делот на повеќе сектори, така и во овој дел денеска предизвикуваат екстремно огромни штетни последици кои што секако дека ќе биде и како предизвик за да ги решиме како настанати незаконити случаи, но во соработка со сите останати институции и во соработка со сите надлежни комисии и инспекции, сметам дека во еден разумен временски период во наредниот период ќе делуваме соодветно за да можеме да го отстраниме сето ова незаконито произведено, сето ова незаконито произведена дрога која што крајна цел секој било или македонските улици или улиците низ Европа. Сето ова кое што се случуваше изминативе денови има за цел да покажеме дека нема компромис со неправдата, нема компромис со беззаконието, дека беззаконието мора да се совлада, дека никој не е над законот и дека Министерството за внатрешни работи со сиот свој капацитет кој што го поседува и човечки и институционален ќе се справи со предизвиците кои што ги има и кои што доправа ќе следат.